По 3 стана, дебели банкарски заштеди, моторни возила и кредити поседуваат стариот и новиот гувернер на Народната банка. Богов има 2 стана во Скопје и 1 во Полска. Сите 3 со вкупна проценета вредност од 348.000 евра, како и штедни книжки тешки околу 90.000 евра. Бежовска има 3 стана во Скопје со вкупна вредност од 275.000 евра, акции од 56.000 евра и заштеда од 22.000 евра. Едниот влегува, другиот излегува низ вратата на НБМ со богати анкетни листови, но и советување и констатација дека како за својот лист, така професионално се грижела и ќе се грижат и за државните девизи. До вчерашната вице-гувернерка Бежовска е првата жена гувернер на Народната банка на Македонија. Вети дека како петти гувернер ќе продолжи таму каде што застанал Богов, по патеката на градење стабилна и независна монетарна политика. Бежовска ја доби довербата од сите политички партии во парламентот. Пред мене стои предизвикот за продолжување со спроведување на успешна и независна монетарна политика во насока на остварување на законски гарантираните цели на Централната банка. А тоа се ценовната стабилност, за која што сметаме дека е најдобриот придонес кој што може да го даде во општеството, и тоа преку стратегијата на одржување на стабилен девизен курс на денарот, понатаму одржување на банкарската стабилност, стабилноста на банкарскиот систем, а преку тоа директно давајќи придонес за целокупната финансиска стабилност во нашата економија. Обезбеден стабилен курс на денарот и стабилен банкарски систем, што бележеше раст и развој, и ниска каматна стапка што достигна историски најниско ниво. Ваква оценка пак даде Богов за својот 7-годишен мандат. Ке го памети по 2 силни негативни шока: политичката криза во 2016 година и шпекулативниот напад врз денарот. Просечната инфлација изнесуваше 1,5% во овие 7 години. Ако споредиме со еврозоната, бидејќи тоа ни е најприродно, затоа што денарот е врзан со еврото, таму просечната инфлација изнесуваше 1,2%. И девизниот курс на денарот во целиот период беше одржан на стабилно ниво. Ја користам приликата да честитам на новиот гувернер, господјата Анита Ангеловска-Бежовска, и посакам успешна работа и не се сомневам дека ќе биде успешна во остварувањето на целите на Народната банка и на тамошно подигнување на кредибилитетот и меѓународната репутација на Народната банка. Богов вели дека ќе се одмори од се, па потоа ќе размисли каде ќе ја продолжи кариерата.